околу клучната алка опозицијата. Едмонд Адеми, политички аналитичар, вчера излезе со теза, со негов предлог. Тој вели, опозицијата треба да го запали овој извештај. Кој е вашиот коментар? Не за, се разбира, палењето и оваа теза, но да, тој смета дека овој извештај не е валиден всушност, дека Брисел треба да стори нешто. Што може да стори всушност? Па повторно се враќаме на истото. Не се согласувам со Едмунд, затоа што тоа е документ во кој што се набројани проблемите на Македонија. Некој треба да сака да го чита и да рече оваа работа нема повеќе да ни се случи, без разлика дали и да почне да го решава откако ќе го прочита. Брисел ми се чини дека не знам што рекол точно Едмунд Адеми, меѓутоа тоа е повторно тоа очекување во Македонија дека некој од надвор ќе дојде да ни ги решава проблемите. Ние треба да ги решаваме сами. А опозицијата треба да го чита извештајот и треба да види, оти таму има работи дека она не треба да бойкотира, например. Има таму работи што и она треба да ги научи. Се разбира пред се владата, бидејќи има најмногу забелешки за работењето на владата. Не треба ли сега да излезе на бойкот во комисијата, двајцата молам да одговорите? Па јас мислам дека денеска неколку пати беше речено дека бойкотирањето не е начин на кој се решаваат работите. Велјана, ја имам чувство дека таа изјава е дадена во контекст на еден подолгорочен фон на изјави на македонски интелектуалци, да ги ставам во иста една група, кои се разочарани од тоа што Европската унија не делува поригидно овдека. Не постои во историјата на Европска унија друг механизам освен овој. Европската унија као тело, као организација никогаш не била позната по груба сила. Ако не го направи, што ќе те бомбардираме 3 месеци, чи таа за разлика од НАТО например. Да, за разлика од НАТО, за разлика од Милошевиќ режимот. Да знаете, невозможно е само од Европската унија да очекувате да ги решава проблемиве и да велите ако не правите така, тогаш не правите ништо за нас. Не е точно. Ова е доволно. Ја би идел од еден друг аспект, би го коментирал тоа како изјава. Ја се обидувам колку можам и во непосредни контакти со мои пријатели и колеги кои излегуваат и во јавност, да им укажам дека за џабе очекуваат, да имаат преголеми очекувања од Европската унија, било која друга организација од Америка како држава, ако мислат дека тие ќе речат ова до овде повеќе не ја бива, не можете, вие не сте демократија. Во Македонија може да се вмеша, тоа е правило број 1 од кој нема исклучоци. Во Македонија може да се вмеша на поинаков или на погруп начин некој од надвор, само и само ако Македонија стане проблем регионален и почне да ја прелева својата нестабилност, во безбедносна смисла. Такво нешто нема да се случи, пошто немаме мали ресурси и потенцијал за такво нешто. Затоа клучната задача на сите нас што живееме овдека, сакаме да не читаме вакви извештаи и ние да видиме што може да направиме за Македонија. Да. Не некој си филе или некој си ајува. Кои ние? Ајде да бидеме прецизни. Власта имавте решение кои потези треба да ги преземе. Што треба опозицијата да стори и под број 2 што треба новинарите да сторат? Опозицијата мора да оди со конкретни предлози по сите овие точки што се ставени во институциите, се разбира, не надвор од нив, ако треба да се еве ги рекламите. Да ви кажам, значи сосема накуса кој тоа. На владините реклами. Владините реклами кои се жестоко критикувани со право, што го нема во денешна Европа, го нема сигурно. Чи има различни начини на плаќање на медиуми, ова е невидено. Тоа е тип кој владата сака да го представи на социјален маркетинг, се нарекува. Може се тие реклами, ќе рече штетно е пушењето за секој од нас. Зашто да немаме таков спот или такви серија спотови. Меѓутоа, каде ќе оди, колку ќе чини, кај ќе се емитува, колку време ќе се емитува, дали да се емитува воопшто, го прави тело составено паритетно од ЕСНАФот, од опозицијата, од експерти, од меѓународни дури експерти и велат да треба да одиме со ваква реклама, некој пат и бесплатно. Вие не можете да истурате пари по основ на реклами. Јас денеска го видов извештајот за 200 најголеми фирми во Македонија, таму прилично високо котирани има и неколку медиуми. Ја ви тврдам дека лавовски дел од тие придонеси се по основ на реклами. Че реклами да, ама да оцениме и јас како опозиција, ти како новинар и таа како дописник од надвор, сите заедно, бидејќи тие пари се заеднички, не се твои. Што да се стори, Светлана? Кој поток да го повлече опозицијата, а кои новинарите? Па опозицијата, јас се согласувам со Пендаровски, а што се однесува до новинарите, овдека во извештајот и во изјавите на Филе денеска слушнав дека има поларизација помеѓу новинарите. Тоа го има и на политички план, тоа го има и кај новинарите.
Новинарите треба да најдат начин да седнат, да разговараат едни со други. Се прават здруженија паралелни, новинарите не се сакаат, едни се предавници, другите се патриоти и така натаму. Тоа е тоа што смета, тоа е тоа што го спречува напредокот, што го спречува диалогот, бидејќи диалог мора да има и помеѓу новинарите, за да можат они да разговараат со владата. И на крај, околу апсењата. Во извештајот немало време ли да се, ако немало време за Кежаровски, за Младенов, немало ли време за политичко апсење кое е нотирано, Стеј департмент од Љубе Бошковски е прецизиран? И сега, ваш коментар ве молам за сегашното апсење за Шиповиќ, за заканувањата дека ќе продолжат апсења, некои новинари блиски до власта, до премиерот, најавуваат, например, апсење на новинари. Сосема накусо и генерално, значи трендот на нема никакви апсења и заплашувања. Не е нотирано со име и со презиме тоа што го посочувате, меѓутоа нотирано е дека во еден дел да, и дека притворот се употребува неселективно. Значи кај нас притворот стана казна многу пред официјално да ти ја кажат казната која ќе ти биде. Тоа е не само према новинарите, тоа не само према политичарите, тоа е према секој кој може од било која позиција да каже дека ти не тераш добра политика. Значи јавна тајна е дека во Македонија неселективно се применува законот и јавна тајна е дека имате диспропорционално, да не кажам комплет, али диспропорционално многу повеќе обвинети и осудени луѓе од условно кажано опозиционата страна на денешната власт отколку од нивните редови. И тука и странците го нотираат тоа дека тука има селективност во примената на правдата. Тоа е години наназад. Мислам дека тој проблем со таквото третирање на луѓето и со она позната презумпција на невиност која е буквално никој не ја почитува, за жал, тоа му претходи на овој проблем дури со медиумите. Тоа ако не се лажаме од самите почетоци на доаѓање на власт на оваа гарнитура. Во однос на притворите, мислам дека нема дадено изјава, меѓутоа што се однесува за Шиповиќ, одговорот е секогаш ист. Институциите се тие кои што треба да го решаваат проблемот. Затоа што повторно не може Брисел да ви каже овој апстете го, овој не го апстете, овој ние ќе го судиме или нема да го судиме. Се враќаме повторно на почетокот, судство, независно, реформи, за да можеме сите да веруваме во одлуките кои што ќе ги донесе судот и полицијата и кого ќе затвора. Тоа прашање не беше стрикно околу извештајот поставено, туку и за генералната атмосфера на страв која влада и околу заплашувањата. Те молам, Нана, твој коментар за плашување кон новинари, беа ставени имиња и презимиња на новинари дека следуваат апсење. Тоа го знаеме и факт е дека во Македонија има страв. Меѓутоа, кога приватно се разговара со функционерите од Европска Унија, од Европска комисија, они тоа го знаат. Они следат што се случува овде, разговараат со делегацијата, овдека во делегацијата знаат што се случува. Мислам дека при некои средби тоа им се кажува на политичарите кои доаѓаат во Брисел, меѓутоа се враќаме на истото. Ништо не можат да направат. Односно да ја натераат владата да седне да разговара со новинарите и да се дојде до некаков диалог, до некаков договор и така натаму, за да се донесеме на ниво на кое што ќе можеме сите да разговараме и да напредуваме. Ваш коментар за најавите дека Бранко Црвенковски би бил уапсен? Ја не сум среќен со тоа што некои луѓе кои се условно кажано опозиционери на оваа власт придонесуваат за политичка естрадизација на целава ситуација, која е доволно траурна, да нема потреба дополнително да ја со таков тип на шпекулации, да ја правиме уште потешка отколку што е. Нам ние што сме условно кажано на оваа страна доволно тешко и без таквите шпекулации, мислам дека станува збор за шпекулација од едноставна причина што тој човек кој го спомнувате, нив им треба жив и здрав за да го има на спотови, не им треба ушутка. Добро, јас благодарам што бевте гости.